Ке се гради спортско игралиште, но никој не знае каде точно и на колкава површина. Жителите на населбата Тафталиџе 2 во паника дека паркот околу зградите за кој сами се грижат и го наводнуваат, за секогаш ќе го изгубат. Иако на оддалеченост од околу 150 метри има 3 спортски игралишта, уште во месец март општина Карпош спроведе анкета за изградба на кошаркарско игралиште. Анка Гаджовска, која е директно засегната со овој проблем, за Алфа тврди дека не била направена никаква јавна презентација за идејата на општината. Во петокот завчера од страна на општина Карпош дојдоа и почнаа со некакви активности тука. Кога ги прашавме, ни беше кажано дека ќе биде градено кошаркарски терен. Веднаш преку социјалните мрежи се обратив до градоначалникот кој го потврди тоа. Никако не сме информирани ниту дали тоа игралиште е офатено со деталниот или план со посебен офат, ниту ни е направена јавна презентација, ниту пак во списанието Карпош Ин и на страната на Карпош општината на веб страната имаше некакви било какви информации за овој кошаркарски терен. Граѓаните кои живеат во близина се уште погневни откако пред неколку дена надлежните од општината ги посетиле и го разгледувале теренот, каде што ќе се гради игралиштето. Велат дека прашањето на спроведената анкета било двосмислено и не сакаат да им се скрати зеленилото. Меѓу другото, најголем процент од станарите се на возраст од 50 до 80 години и немаат потреба од спортски терени. На единственото место зелено у Тафталиџе 2 дека ќе ставаат асфалт. Значи на 20 метра од овдека има и тениско игралиште, и кошаркарско игралиште, и игралиште за деца. Дојде лице кај нас на врата со тоа што не ни објасни точно што ќе се гради и како ќе се гради, ни кажа дека сите се согласни и дека треба и ние да се потпишеме, џабе би било ако не се согласиме. Што сакат нека градат, јас сум за дрвцата, зашто ја 4 години ја ги одржавам. Секој ден ги полевам и за тоа сум револтиран. Сметам дека нема потреба од игралиште во периодов. Децата имаат потреба од зелена природа. Од општина Карпош пак велат дека на 3 и 4 март се спровела анкета на која 36 домакинства се изјасниле дека сакаат игралиште и дека секој граѓанин се потпишал со своји податоци. Од тука воопшто не може да стане збор за самоволие за узурпација на јавниот простор. Мнозинството граѓани се согласни во овој дел да има зона за спорт и рекреација, игралиште за кошарка. Според информациите од станарите во најзасегнатата зграда има 58 стана. За сега повеќе од 30 домакинства од околните згради потпишале петиција да се спречи изградбата на спортскиот терен. Со цел да се разјаснат сите дилеми, од општината велат дека ќе се оствари средба со представници од зградите, а финалната одлука ќе биде заедничка и со повторна консултација.